Особена чест ми е што сум овдека со вас да го споделам вашето честување на овој денешен празник. Да. Не сакам многу да зборувам, значи сепак сакам повеќе да работам. Сакам само да ве поздравам, да ви го честитам празникот, бидејќи првата пушка во Прилеп пукнала, првата иницијатива за пензионерите од тука потекна и затоа ми е чест да бидам овде и да поздравам Верче и иницијативниот одбор од Прилеп и да им дадам на нив збор, пошто тие се боре овде во Прилеп. А ние ќе се бориме на повисоко ниво со институциите. И благодарам. Почитувани пензионери, едно кратко разложување пред вас ќе ми дозволите. Почит кон сите загинати борци, посебно кон пензионерите и присутните делегати од иницијативниот одбор на Македонија, кои го крена гласот почнувајќи од Прилеп за пензии за достоен живот. Во досегашните наши протести, борби низ улиците и институциите низ Македонија, немаме резултати за подобрување на животот на нашите пензионери. Напротив, владата нема слух за достоен живот на пензионерите и ги примора со своите мерки и политики да стигнат до просјачки стап и да немаат средства за опстанок. Од тука, од градот Борец, упатуваме повик до владата, а посебно кон Министерката за труд и социјална политика. Министерке, со вашите политики не донесовте до ова дередже и во последното покачување од мизерни 5,3% не бетониравте наредните 6 месеци да живееме, односно преживуваме во мизерија. Затоа пензионерите со најниски примања живеат мизерно и се на просјачки стап. Борбата продолжува, драги пензионери, но ја менуваме тактиката и тоа гледаме дека сите партии покажа иницијатива за предизборни активности. Од тука, од градот Борец порачуваме. Бидете свесни дека во следните избори ќе одлучат пензионерите, веројатно членови на нивните семејства и гласот што ќе го дадат на партијата која ќе се потруди да направи најдобра понуда со нов закон за одење во пензија и закон со критериуми за достоинствен живот и стабилност во платата на пензии. Министерке, зошто со вашата политика по наше согледување направивте проблем, односно колапс на пензионерскиот систем. Ако некојаш беа основни критериуми за одење во пензија, работен стаж повеќе од 15 години, регистрирани во работните организации, платени придонеси кон ПИОН за годините на работен стаж. Еве ви аргументи за досегашната политика воведовте нов критериум. Рамковен стаж. Не одиш на работа воопшто, не предонесуваш, а добиваш плата и ти тече работниот стаж. Со овој критериум покрајно направивте неработници од привилегиран ред, го колабиравте системот на пензионерите и со последниот критериум фантомски стаж. Пензионирање на граѓани од друга држава према некој си договор во соработка со поранешниот ваш директор на пензијски фонд Шајб Зендели и министерот од Косово Бахри Џафери. Направивте договор за некаква си соработка, односно пензијска соработка. Тоа е министерот од Косово Бахри Џафери. Тотално го уништивте пензискиот систем. Министерке, бидете доблесна, извадете го договорот пред јавноста кон сите колку пензионери од Косово се нови членови на пензионерите. На потребите, на приоритетите што ќе ги излезат на следните избори, би предлагаме следните критериуми. Работен стаж повеќе од 1 година. Со тоа да бидат опфатени сите работници, оние кои беа дискриминирани до сега до 15 години работен стаж и оние од транзицијата кои одеа на работа
но за жал многу од нив не земаат плата, нити им беа пресметувани приделници за стаж при ПИО. Сите земјоделци и други категории кои немаат пензии, ве молиме ова да се направи во новиот критериум за пресметување на пензија. Придонесите кон ПИО од овој критериум да се поделат на платени придонеси кон ПИО за време на работниот стаж, платени придонеси кон ПИО за вработените на рамковен договор, неплатени придонеси кон ПИО за граѓани од Косово. За критериумите со оглед на реалноста одење во пензија со просечен работен стаж од 40 години на просечно 63 години и просечен живот на македонскиот граѓанин е 73 години. Произлегува дека на пензионерот после пензионирањето му преостануваат околу 10 години живот. Морбидно, но вистинито. Од горната анализа за овие пензионери произлегува дека она што го уплатиле во ПИО треба 4-струко да му се врати, исто како да си штеделе во ПИО 40 години или колку што тие задржувале од платата. И за преостанатиот пресечен живот од околу 10 години да ни ги вратат за критериумот платените придониси кон ПИО за оние кои не оделе на работа во пресметковната година за пензија, да не им се смета за работен стаж или некоја символична сума на стаж. За неплатениот придонес кон ПИО за граѓаните од Косово, да им се пресмета сето она што го платиле во Косово, со опврска на државата да ги повлече тие пари во ПИО на Македонија, да останува слобода на партиите кои ќе се борат за власт на наредните избори, да влезат своја креација, методологија за пензии за достоен живот. А ние ќе одлучиме нашиот глас за кого ќе го дадеме. Кој ќе ни понуди подобра програма, таму ќе оди нашиот глас. Затоа пензионери, нека не ве залажуваат со еден сендвич, со еден сок, со еднодневна музика да ве шетат по манастири, само за да го добијат вашиот глас. Вашиот глас треба да биде тука, кај што ќе имате најубави услови за пресметка на пензии и достава на пензијата. Ќе и порачаме уште еднаш. Министерка за труд и социјална политика, од моментот кога сте вработени работници по рамковен договор и работа по договор помеѓу Македонија и Косово, кои не работеле во Македонија, системот го колабирале и распаднале, а не ние. За вашата работа и политиките што ги воведовте за пензионерите, ве замолуваме вас и сите политичари и пратеници. Извадете пред јавноста колку податоци од 2018 година до денес за пензионерите со ниски примања, односно минимални пензии, број на пензионери, процент вкупно и бројка на пензионери кои се македонци заведени во пензискиот фонд. Знаеме, ние велиме имаме 336.740.000, но од нив, почитувани, колку се македонци, пошто имаме... Велот ми нема! Ама тука сме. Тука сме. Излезете пред јавноста со точни податоци за минималната, просечната и максималната пензија до септември 2023 година. Доставете го на увид договорот од Косово со Шајб, директорот Зенели и министерот Бахри Џафери. Колкав прекршок направил вашиот директор на ПИО Шајб Зенели и каква прекршочна постапка е направена према него. За крај, министерке, направете анализа за вашиот швајцарски модел за проблематиката на пензијата, која очигледно е налик на швајцарско сирење, полно со дупки. Дупки од рамковни пензионери, дупка од косовски пензионери, огромна дупка која е со екстремно ниски пензии, кои во 2018 година беа околу 7%, за да во јуни достигнат во 2023 година 29%.
што е приложено, што значи дека 3 пати зголемување, односно околу 1/3 од пензионерите се со ниски примања и доведени на питачки стап. Затоа одовде од Прилеп, градот Борец, кој што почна и кој што не се откажува од намерите кој што ги зацртал, ние да им порачаме. Изгответе убава програма, да ја разгледаме, почитувани политичари, и да видиме како Македонија, односно пензионерите, кои што се останати, ќе одлучат за вас. Знаете зашто пензионерите? Затоа што децата им заминаа во странство. Кој ќе гласа за вас? Само пензионерите. Надевајте се на пензионерите, инаку нема избор. А сега, почитувани, ќе ви се обрати Трајче Станојков од Свети Николе со неколку збори. Добар ден, драги пријатели, драги колеги, пензионери, затоа што ние сме во таа категорија, во таа група, сите пензионери, без разлика дали е некој доктор, полицаец, дали е раководител, работник и така натаму. Сакам неколку само зборчиња да кажам. Ви го честитам, значи, денеска празникот, но воедно сакам да ја кажам на... Дај ми го малку тоа таму, листу што ти го дадам, дај. Листу што ти го дадам, листу што ти го дадам, листу што ти го дадам. Ете така. Сјода. Ти не му го даваше. Сакам пред сите вас, поготово овде пред овие коски нападнатите борци у Прилеп, да и кажам на господјата министерка, дека не отстапуваме од нашето барање. Линеарно парите платиш на сите, иначе ќе те нема, господјо министерке. Еве сме ти давали начин на кој начин ќе те нема. Уште еднаш сакам да кажам дека ние сме како овие риджите што се јагури. Одеме и по суво и одеме до целта таму каде што треба да отидеме за сите да побараме покачување линеарно на пензиите, без разлика дали е, реков сега пред малку, доктор, полицаец, работник или инженер. На сите сакаме линеарно да им се даде пензијата, затоа што не сме социјална категорија. Ние сме економска категорија, каде што сме оставиле 40 години стаж зад нас, па сме го платиле тоа со наши пари и сега си ги бараме нашите пари да ни ги платат, не да ни дава она нејни пари, па да кажува дека има експертски комисии, не знам специјалци и не знам ти какви не, за да го обработува тоа што го кажа пред неколку дена, 5,3%, па тоа е живи бруки за целата држава и целата смеја. И рече верче, одиме пред странските амбасади, и тоа реков јас пред неколку дена на телевизијата Дан 24, со стапови, со вили и со мотики ги одиме, за да ги прашаме дали нивните пензионери на таков начин бараат да им се покачи пензијата и нивната држава на таков начин им ја качува пензијата. И пред америчката амбасада ќе отидеме и на господјата Агилер да и кажеме дали во Америка со стапови, со вили и мотики нивните пензионери одат на улица за да си побарат покачување на пензијата. Јас го носам сега тоа у колата, не ќе овде пред овие коски на луѓето да ви покажам дека носам и вила и мотика и стап со мене, но сега на нашиот таму соби ќе го покажам. Нема друг начин како да се разбериме. Ѓаволот ќе го истераме од дупката, па макар не знам што да биде. Толку поздрав и посакувам убав ден на сите. Почитувани пензионери, ми беше чест и задоволство што денеска дојдовме овдека, токму ни се погодува нас на или Божји празник или државен празник да се собереме. За сета ваша почит и благодарност, сега кој што сака да ја покаже,